од Вашингтон го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски, а сум Јане Бојаджиевски. Европската унија најави дека ќе оддели 3,5 милиони долари годишно во следните 3 години за земите во развој, со цел да се справат со климатските промени. Во меѓувреме, американскиот секретар за одбрана Роберт Гейтс најави и предупреди од можни нови санкции врз Иран. Почнуваме со вестите. Европската унија во петок соопшти дека дава 3,5 милиарди долари годишно за земите во развој во текот на наредните 3 години за борба против климатските промени. Парите треба да бидат дадени пред да стапи во сила каков и да е договор постигнат на меѓународните разговори за глобално затоплување во Копенхаген. Првиот нацор документ пак од Копенхаген предвидува намалување на испуштањето штетни гасови за 50% од нивото 1990 до 2050. Со тоа што богатите земји ќе го имаат воството. Американскиот секретар за одбрана Роберт Гейтс вели дека очекува да бидат воведени многубројни дополнителни санкции против Иран заради неговата нуклеарна програма. Во обраќањето пред американските трупи за време на посетата во Ирак во петок, Гейтс истакна дека начинот да се избегне Иран вооружен со нуклеарно оружје е да се изготви пакет на остапки и дестимулативни мерки. Американскиот секретар за одбрана додаде дека санкции се можни, но ќе се промени планот доколку иранските лидери го сменат курсот и ги следат договорите постигнати во октомври. Тој алудираше на договорот поддржан од Обединетите нации кој повикува Иран да испрати поузбогатен ураниум на натамошна преработка во странство. Иран ја отфрли оваа идеја. Северна Кореја вели дека ќе продолжи да соработува со Соединетите Американски држави еден ден откако американскиот представник ги заврши разговорите во Пјонкјанг. Државната новинска агенција KCNA во петок објави дека разговорите со висшиот американски дипломат во пензија Стивен Босфорд ги намалиле разликите меѓу Пјонкјанг и Вашингтон. Агенцијата вели дека Пјонкјанг е сериозен околу имплементирање на договорот за постепено разоружување од септември 2005 во замена за дипломатски ангажман и материјална помош. Северна Кореја додаде и дека разговорите биле искрени и се воделе во бизнис атмосфера. Последнава година 49 милиони американци немаат адекватен пристап до храна. 17 милиони деца живеат во домови каде што нема доволно количество на храна. Каква е состојбата во главниот град на Соединетите Американски држави, Вашингтон? Овие доброволци ги сортираат прехранбените продукти со една мисла: како да им се помогне на растечкиот број луѓе кои немаат доволно да јадат. Ова е едно од повеќе од 100 собирни места за храна во Вашингтон. Would you like some milk? 2%, 1%? Околу 1200 семејства неделно доаѓаат на ова место каде се дели бесплатна храна. Последнава година овие места имаат зголемена побарувачка за околу 20%. Овој невработен човек вели дека храната одовде многу му помага. Трошоците за живот растат. Ова многу ми помага да можам да ја платам киријата и струјата. Секој ден во центаров во Арлингтон редицата е подолга. Минатата година околу 1000 метрички тони храна се дистрибуирани на семејства кои немаат доволна. Ова е директорката Кристин Лукас. Семејствата кои имале по 20-тројца вработени сега спаднале на еден со работа или ниеден. Од вакви семејства гледаме најголем пораст меѓу нашите клиенти. Волонтерите се клучниот дел на операцијата со храна. Околу 400 работат овде секој месец. Алисон Шехан и незината ќерка доаѓаат еднаш месечно. Без ова не би знаеле што се случува. Ова е многу подобро отколку пишување чек, зашто има интеракција со луѓето, вели Алисон. Кристин Лукас вели дека очекува побаровачката за храна од семејствата и постари луѓе да расте во следните 2 години додека економијата не се опорави. Таа апелира за повеќе донации во храна, што на многумина ќе им помогне да стават нешто на маса. Во продолжение на News Flash на конференцијата за климатските промени што се одржува во Копенхаген, изворите на алтернативна енергија што причинуваат малку или воопшто не емитуваат емисија на штетни гасови во атмосферата, добија големо внимание. Кога и како ќе бидат достапни? Од следниот прилог. Повеќето луѓе во енергетскиот сектор на изворите на нефосилна енергија гледаат како на дополнителен, а не алтернативен извор.
Ричард Джонс е заменик извршен директор на Меѓународната агенција за енергија. Модерните технологии на обновлива енергија растат и имаат најбрза стапка на пораст, но нивниот удел во целосната потрошувачка денес е толку мал, што дури до 2030 тие ќе имаат удел од само 2%. Остин, главниот град на сојузната држава Тексас, е едно место каде обновливата енергија има многу поголем удел. 1/10 од електричната енергија на градот се добива од турбините во западниот дел на Тексас. Роджер Данкан е генерален менаџер на енергетската компанија Остин Енерджи. Планираме до 2030 да добиваме 30% енергија од обновливи извори. Субвенциите што ги дава американската влада за обновливи извори на енергија се многу повисоки од оние за нафта, газ и јаглен. Економистот за енергетски прашања Кен Медлок од Институтот Бейкер наведува дека јавноста треба да биде свесна дека развојот на алтернативна енергија преку владините програми не е бесплатен процес. Таквиот процес чини. Ако премногу барате обновливи извори на енергија, тоа ќе чини повеќе и на крајот цената ќе треба да ја платат даночните обврзници. Во следната деценија на транзиција, Медлок смета дека САД најверојатно ќе се потпрат на природниот газ, што согорува за 50% почисто од јагленот, но дека наглиот напредок на ефикасноста од соларната енергија може да ја намали таа временска рамка. Во понеделник во Newsflash, органски оази на работна Сахара. Тоа беа вестите за денеска. Јас сум Јане Боаджиевски од студиото во Вашингтон. Го гледавте ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Пријатен викенд. Со нови информации се гледаме в понеделник.